Благодарам, Симона. По празниците, кога телото е оптоварено со обилна исхрана, но и помалку пешачење, време е за враќање на балансот и здравите навики на исхрана. Како правилно да му помогнеме на организмот без екстремни и ригорозни диети? Утро во оваа тема разговараме со доктор Гордана Марковиќ. Докторке, добро утро и добре дојдовте на утринската програма на Јавниот сервис. Добро утро до вас и добро утро до гледачите на утринска програма. Така, за почеток ќе започнам што всушност представува детоксикацијата од медицински и нутриционистички аспект и колку им е потребна после празниците на луѓето. Значи, кога зборуваме за детоксикација, првенствено треба да збориме што е тоа што е контаминација, нели? Ако сакаме да се ослободиме од некои токсини, треба да знаеме што е тоа точно. Значи, во храната, нормалната храна, нели, сега веќе имаат препознаено и регистрирано повеќе од 6000 контаминенти. Значи, тука ги вклучуваме бои, пластификатори, емулгатори, пестициди, хербициди. Значи, има повеќе од 5000 контаминенти кои што ние преку нормалната храна ги внесуваме. Сето тоа што ќе го внесеме, значи се што ќе јадеме или пиеме, поминува преку црниот дроб. Практично црниот дроб е една лабораторија на нашиот организам која што ги метаболира сите хранливи состојки кои што сме ги внеле и ги разградува до некакви продукти кои што се способни да ги прими нашиот организам. Сега, проблемот настанува кога при таа храна, значи внесуваме премногу масти и шеќери кои што го замастуваат црниот дроб и практично му ја спречуваат неговата функција да биде обавена така како што е нормално. Од тука постои таа интоксикација на организмот за која што ние треба да направиме детоксикација. Значи, кога збориме детоксикација, мислиме на детоксикација на црниот дроб. Докторке, кои се најчестите грешки што ги прават луѓето кои сакаат брзо да го исчистат организмот од празничната исхрана преку потреба на различни чаеви, сокови или пак гладување? Видете, брза детоксикација не постои. Значи, најчеста грешка што луѓето ја прават е да веруваат на некакви чаеви, суплементи кои што можат да направат некаков магичен ефект, но всушност детоксикацијата мора да биде базирана на темелна диета во која што значи првенствено треба да внимаваме на внесот на мастите и шеќерите, значи да не ги скратуваме градивните елементи во нашиот организам, а тоа се протеините и витамините и минералите, а да ги скратиме мастите и шеќерите, кои што всушност се енергетски извори, а нив, нели, ако сме ги изеле многу, значи дека имаме големи резерви и треба да ги потрошиме. Како може да изгледа еден здрав и безбеден детокс? Што може да му помогне на организмот природно да се регенерира? Значи, природно да се регенерира, како што спомнав, прво треба да ги скратиме вишокот на масти и шеќери, кои што сме ги внеле во големи количини и кои што направиле, да кажеме, замастување на црниот дроб и замастување на организмот. Значи, ако сакаме брз и здрав ефект, треба да примениме диета, во која што ќе бидат вклучени протеините, витамините и минералите, каде што ќе има малку масти и шеќери. Например, во нашиот случај, во нашиот програм, нашите пациенти во тек на 2 недели, кога имаат покачен холестерол, тие го редуцираат холестеролот без никаква терапија. Исто така, значи, кога доаѓаат пациенти со диабетес, нас не се доволни само 2 недели да го средиме нивниот шеќер и да го доведеме до нормално ниво, без терапија, без медикаменти, што би значило дека секој организам секој пациент кој што сака да си го детоксицира организмот, треба да не внесува масти и шеќери.
Така. Докторке, кажете ми, колку е важен внесот на течности во организмот и дали постои разлика помеѓу вода, чаеви и суплементи? Од ваши претходни интервјуа што сум ги гледал и читал, знам дека секогаш препорачувате што повеќе вода и течности да се пија. Значи, водата и течностите се неопходни во нашиот организам и тоа значи некоја ниво од 3 литри во денот. Вклучително и чаеви во таа категорија се уште се рачунаат како течност, значи не се рачунаат сокови и енергетски пијалоци и така натаму, значи вода и чаеви се уште третираме како доволна количина, но повторно ќе кажам дека најважно е внесот на храна да биде таков како што треба, затоа што многу често луѓето се во заблуда дека нема врска што изеле, колку изеле, каква храна внеле. Ако испиле 3 литри вода, тие се заштитени. Значи не е така. Првенствено треба да внимаваме колку, што и каква храна јадеме и водата да ја пиеме како двигател на сите материи во нашиот организам. Така, доктор, ќе ви благодарам за споделените совети, за тоа што представува детоксикацијата, но и како граѓаните да се вратат на здрава исхрана после обилните трпези за време на празниците. Ние се разбира остануваме повторно тука и повторно во некои од нашите изданија ќе ви имаме вам за други совети во однос на исхраната. Ви благодарам јас на вас. Така, утрово на тема здрава исхрана, детоксикација, но и враќање на здравите навики на исхраната после празниците разговаравме со доктор Гордана Марковиќ.